Во салата на општина Куманово денеска се одржа состанок помеѓу председателката на Советот на општината Ивана Ѓоргиевска, координаторите на советничките листи и представници на граѓани кои што работеле во странство, објави општина Куманово. Според објавата, председателката на Советот и советниците ги запознале засегнатите граѓани со ингеренциите на Советот како орган на локалната самоуправа, а од страна на засегнатите граѓани биле представени проблемите и барањата до советниците. Присутните ја оцениле работната средба како конструктивна. Председателката и координаторите искажале поддршка за решавање на нивниот проблем во рамки на надлежностите на Советот. Во ист состав закажана е повторна средба в понеделник. Инаку агонијата на кумановци кои што работеле во странски компании во Ирак и Авганистан започнува во декември минатата година по добивањето на првично известувања, а потоа и решенија за ретроактивно оданочување на нивните приходи од 2020 година, поради што јавно ги повикаа премиерот Мицкоски, директорката на управата за јавни приходи Елена Петрова и градоначалникот Димитриевски на итна средба. Во меѓувреме се одржаа неколку протести пред зградата на управата за јавни приходи во Куманово и последниот протест пред општина Куманово, а протести имаше и во Тетово. Со посредништво на градоначалникот Димитриевски, представници на засегнатите граѓани в петок ќе разговараат со директорката Елена Петрова во просториите на управата за јавни приходи. Како што објавивме претходно, нивните барања се спогодбено решение и итно стопирање на издадените решенија, признавање на доставените докази и реално толкување на законот за резидентност и барање одговорност за институционалните пропусти. Општина Куманово има подпишано договори за соработка со два колективни постапувачи за отстранување на отпадни, односно хаварисани возила на јавни површини на територијата на локалната самоуправа. Инспекторатот на општината, освен со колективниот постапувач, акциите за отстранување на отпадните возила ги спроведува во заедничка соработка и со секторот за внатрешни работи Куманово, од каде што по извршените проверки на терен треба да се достави известување, односно потврда до инспекцијата дека возилото е отпишано. Според член 7 од Законот за управување со дополнителни текови на отпад, отпадно возило е возило чија што употребна функција престанала и кое крајниот корисник го исфрла, има намера да го исфрли или од него се бара да го исфрли, вклучувајќи ги и сите негови составни делови и материјали кои во моментот на исфрлање представуваат дел од отпадно возило. На последната седница на Советот беше усвоена одлука за комунален ред за општина Куманово, која ја образложи Бован Бојковски, раководител на секторот за инспекцијски надзор. Потреба да се донесе нова одлука за комунален ред затоа што имаше голем број на измени, она претходната беше застарена и мораше да се направи усогласување на закони со оваа одлука. Затоа тука ние вметнавме неколку сегменти, посебно за хаварисани возила, кои што не беше дефинирано претходното. Во меѓувреме, согласно закон за управување со посебни текови на отпад, кој беше донесен пред 2 години, сега имаме колективни постапувачи на ваков вид на отпад, што значи директно они извршители што хаварисани возила ќе ги однесат на во отпади, односно таму ќе се направи рециклирање на ваков вид на отпад. Досега тие ги немавме и ние можевме да спроведеме акција, активност и повторно да ги ставаме на некоја површина и да правиме депонија, од едно место депонија на друго место. Ова беше извршно и затоа тука ние ги дефиниравме сите чекори и мислам дека јасно е тука дека во ова конкретно за хаварисани возила многу битни се и представниците на МВР-СВР, бидејќи тие се тие што треба да се завршат домашната задача и да кажат дека одредено возило е отпишано возило, има си таму правила согласно закон за возила, член 40, и доколку ни достава до нас известување дека тој и тоа возило е отпишано, тогаш ние постапуваме согласно закон за посебни текови на отпад и повикуваме извршител и така натаму. И тука исто е кажано дека хаварисано возило е на сметка на наша сметка, значи да се префрли од едно место и таму. Значи оние нема да имаат собствениците некоја импликација, значи финансиска. И повторно ние сега донесуваме една рамка, како што дискутиравме, законска рамка, но
проблемот воопшто во инспекцијски служби е, зборувам на ниво на Македонија, за сите инспекцијски служби се извршни решенија. Тоа го нотира и кога не оценуваат каква е работата на инспекцијски служби, имено еве може да наведам неколку примери. Пример, ние како комунална инспекција дојдеме и констатираме дека има некоја шахта која што еве е отворен отвор. И доколку не го знаеме сторителот, а најчесто тоа се случува во ноќните часови за било што, ние можеме да напишеме само записник еден лице и тоа ништо не им значи на граѓаните. Буквално. Ние може да напишеме милион записници, така. И тоа значи непродуктивност. Но кога ние би направиле еден правилник, тоа го очекуваме од министерствата, соодветни министерства, но како подзаконски акти, но тоа ги нема сега за сега. Доколку ние се одлучиме како совет тоа да го направиме, ќе дадеме една моќна алатка, значи на сите инспекцијски служби, што значи дека ако имаме познат сторител, ние не само тоа што ќе му напишеме согласно закон за инспекцијски надзор, мора да му дадеме рок да ја среди таа одредена неправилност, но доколку и тоа не сака да го стори, бидејќи казните за комунална инспекција 40 евра за физички лица. Но тогаш настапува на извршно решение. Со фирма, компанија, ќе се реализира тоа не таа неправилност и трошковник ќе се даде на оној што го направил тоа. И мислам дека тука е главниот бенефит за граѓаните. Дефинитивно, не само дека треба во службен гласник, туку треба транспарентно да се каже ова смееме, ова не смееме како граѓани на општина Куманово, затоа што со ова одлука се однесува пред се на граѓаните кои имат индивидуални стамбени објекти, па потоа кои живеат во колективни стамбени објекти, потоа за јавните предпријатија, за јавните служби, за општина кои се сите надлежности, значи се споено во едно. Она што е многу битно, а вие што го зборувате извршно дека треба, после ова одлука верувам дека следува некој правилник што навистина можеби на ниво на Република Македонија го нема и верувам дека нема да го има долго време затоа што никој не се осмелува едно такви правилници да направи затоа што секогаш се со казнени мерки, меѓутоа јас мислам дека ние како општина Куманово редно е веќе институционално да се повржат. Значи, ако инспекција излегува на терен, ќе оди со агенција за одземен имот. Ако станува збор, значи, ако оди на терен, мора да оди со финансова инспекција која е надлежност на државно ниво. Ако оди на терен, мора да биде придружувана од страна на СВР. Ако оди на терен и дава налог, мора да работи со јавното претпријатие Чистота и зелено или водова. Значи сите да бидат во служба на општина Куманово и да ги повржеме институционално работите. Во индустријската зона Новини и Речица во Куманово во тек е изградба на водоводна мрежа, фекална и атмосферска канализација, изградба на дел од внатрешни сообраќајници, воспоставување на режим на сообраќај и осветлување на дел од внатрешните сообраќајници. Како што објави владата, станува збор за голем инфраструктурен зафат во индустријската зона во Куманово, инвестиција вредна 210.612.000 динари, финансирана од владата преку Министерството за транспорт и врски. Дали постпразничната тага е клинички депресивна состојба или станува збор за привремена психолошка реакција? Е прашањето на кое побаравме одговор од Сања Јовановска, лиценциран психолог и психотерапевт. Според Јовановска, клучната причина за појавата на постпразничната тага е силниот контраст помеѓу празничниот период и секојдневното функционирање. Најчесто се доживува преку чувство на замор, намалено расположение или празнина, намалена енергија и потешкотии со концентрација. Кај некои луѓе може да се појави и нарушен сон, промени во апетитот, како и изголемено чувство на стрес. Доколку овие симптоми траат повеќе од 2-3 недели, се продлабочуваат или значително го нарушуваат секојдневното функционирање, тоа може да укаже дека постпразничната тага се продлабочува или укажува на посериозна состојба. Во такви случаи, препорачливо е да се побара стручна помош и поддршка, порачува Јовановска. Тука всушност можеме да кажеме дека постои еден тип на подпразнична тага, не и на
постпразнична депресија, која што се јавува поради нели силен контраст помеѓу празничниот и предпразничниот период, како и постпразничниот период, кога во празничниот и предпразничниот период имаме измена на оние секојдневни обврски, на секојдневната рутина, се повеќе сме насочени кон социјални контакти, повеќе интеракција со блиски, пријатели, со блиското и поширокото семејство, па туку имаме и одредени новогодишни божични ритуали со кои што нели се идентификуваме и кои што ги применуваме поголемиот број од нас кои што нели ги празнуваме празниците, и сето тоа некаде води до стимул на една позитивна енергија, на стимул на хормоните на среќа кај нас, додека постпразничниот период, кога ова нагло престанува, имаме и пат на еуфоричноста, и овој пат на еуфоричност некаде и нормално е да води кон и пат на расположението, и тоа го некаде нарекуваме постпразнична тага или постпразнична депресија. Па можат и други фактори да имаат влијание, особено значи во семејства каде што има загуби во изминатата година, во семејства кои што се соочени со развод, со прекин на некои важни контакти, со нарушени семејни односи, празничниот период носи тага во тие семејства и празничниот период интензивира одредени нели непријатни емоции, додека па постпразничниот период може само уште повеќе да ги интензивира овие емоции, и кај нив оваа празнична тага може малку да е подолготрајна и подлабока. Она што може би исто така има некаде влијание, празниците се случуваат во зима, во зимски период кај нас, кога нели деновите се пократки, дневната светлина е понамалена, физичката активност може би и помалку присутна, па имаме и режим на исхрана промене, така да сето ова може да има свое некое влијание во појава на овој феномен постпразнична на тага. Така да сите овие фактори некаде кога ги земем во предвид укажуваат на тоа дека овој период знае да биде ранлив за голема категорија на луѓе. Кај нас нова година е нов почеток, нова година сум новата јас, нова година носи многу промени, но всушност во реалноста нова година или 1 јануари само по себе не носи никакви промени, промените ги носиме ние постепено, со континуиран личен раст и развој, со одредени одлуки, избори кои што ние самите ги носиме, и тоа доаѓа постепено, не доаѓа со конкретен датум. Тогаш и тогаш тоа и тоа се случува, и нели се случуваат промените сами по себе. Исто така овој предпразничен период е доста карактеристичен и познат како магичен период, и период каде што сите поголем број на луѓето се со очекувања дека тука сега ќе се случуваат магични работи, каде што славењето или предпразничниот период ќе биде посебно обоен, и често може тоа да доведе до разочарување ако тоа не е според очекуваното. Би требало да поставуваме мали, реални и остварливи цели за постепено враќање во секојдневието и онаа рутина која што се очекува од нас секојдневно. Да се грижиме за себе со добар сон, редовни оброци, физичка активност, не повлекување од социјални контакти, бидејќи тоа е еден од знаците дека се повлекуваме од социјални контакти, значи дружбите да продолжат, социјалните контакти да продолжат. Исто така нешто што би можело да помогне, а што е многу актуелно барем кај помладата популација е, па и кај сите би кажала, социјалните медиуми, каде што низ присуство на социјалните мрежи поставуваме повисоки цели, поставуваме повисоки очекувања, се иницираат споредување, некаде и кога малку се исклучуваме од нив или ги редуцираме влијанието на социјалните медиуми, може позитивно да влијае на нас и на насочување кон нашиот живот и кон нашите потреби, реални потреби.
Министерството за внатрешни работи соопшти дека вчера вечер во 21 часот во Куманово полициски службеници лишиле од слобода 35 годишен кумановец. Претходно во 20 часот и 20 минути на улицата Ѓорче Петров тој, управувајќи возило Пежо, удрил во 3 паркирани возила, а по извршените проверки е констатирано дека е под дејство на алкохол, односно измерени му биле 1,74 промили алкохол во крвта, информираа од МВР. Општина Куманово е избрана како еден од 62 региони во Европа кои се дел од Европската програма за адаптација на климатските промени. Проектот започнува со имплементација во јануари годинава и ќе трае 18 месеци, односно до јули 2027 година. Главна цел на овој проект е да ја зголеми отпорноста на регионите и локалните заедници кон климатските промени, преку развој и спроведување на стратегии за климатска адаптација. Програмата има за цел да ја подобри подготвеноста на општините за справување со климатските ризици, како што се топлотни бранови, поплави и суши, преку интегрирано планирање, размена на знаења и вклучување на заедницата. Со учеството во овој проект, општина Куманово ќе има можност да изработи сеопфатна стратегија за климатска отпорност, како и акционен и инвестициски план за намалување на негативните ефекти од климатските промени и зголемување на одржлив развој на локално ниво. Секторот за внатрешни работи Куманово поднесе кривична пријава против 41 годишен жител на селото Оризаре, општина Липково, поради постоење основи на сомненија за сторено кривично дело, неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје или распрскувачки материи. На 5 јануари годинава во село Оризаре полициски службеници извршиле преглед во продажен објект на пријавениот, при што биле пронајдени и одземени пиротехнички средства, информираат од полицијата. Разновидната понуда на инстант лозовите од Државна лотарија секогаш представува можност за големи парични добивки, електрични мотори, автомобили, стан во Скопје. Ги прашавме граѓаните на Куманово дали си ја пробуваат среќата со инстант лозовите. Дали си ја пробувате среќата со инстант лозовите на Државна лотарија? Па да, стално купувам, играм, повремено така и си ја барам среќата. Кој ви е омилен инстант лоз? Калинка ми е омилен. Дали имате среќно место каде што ги купувате инстант лозовите? Па секаде купувам, али овдека ми е во Тобако најнекако среќна тука. И очекувам во скоро време добивка. Дали си ја пробувате среќата со инстант лозовите на Државна лотарија? А често купувам, може да се каже не толку за себе, колку што подарувам на луѓе, например на родендени, одредени прослави, за свадби обично купувам. Сметам дека на некој начин еве да ја споделиме среќата. Кој ви е омилен инстант лоз? Купувам различни во зависност од тоа што е достапно и во моментот како се чувствувам, најчесто дијамант. Дали имате ваше среќно место каде што секогаш купувате инстант лозови на Државна лотарија? Не, немам некој конкретно среќно место, тука најчесто пазарам овде во околу центар и тоа што е најблиско тука влегувам и тука купувам, немам некој конкретно среќно место. Дали си ја пробувате среќата со инстант лозови на Државна лотарија? Па понекогаш купувам инстант лост. Кој ви е омилен инстант лоз? Инстант лост омилен ми е дијамант. Дали имате ваше среќно место каде што ја секогаш купувате инстант лозови? Па најчесто купувам во Павел Тобако на градскиот плаштад во Куманово. Државна лотарија апелира за одговорно учество во игрите на среќа кои не се наменети за лица под 18 години.